Најави за денешните настани. Се помал бројот на ученици кои се запишуваат во основните и средните училишта во Охрид. И хотелиерите бараат субвенции за странските и домашните гости. 50 села, 50 приказни. Проект на владата за да ги привлече македонските иселеници да инвестираат во рурален туризам во родните села. Формирана комисија за бранителите по барање на левица. Утре започнува првиот Охридски джез фестивал. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид свежо утро, а времето во текот на денот сончево со локална облачност, ветровито и свежо со пад на дневната температура на 26 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон четврток, ведро со локална облачност и свежо. Утре во североисточна, северна и северозападна Европа умерено облачно и нестабилно со дожд проследен со ветер и ниски температури. Локални врнежи ќе има и во централните делови на континентот. Во останатите делови од Европа претежно сончево со локална облачност и свежо, со исклучок на крајните источни делови каде температурите и понатаму ќе бидат над повеќегодишниот просек за овој период од годината. На Балканскиот полуостров во четврток времето претежно сончево со локална облачност и свежо. Локално во централните, приморските и крајните источни делови на полуостровот слаби локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури на Балканот од 21 до 32 степени Целзиусови. Во Македонија утре свежо утро. Утринските температури од 9 до 18 степени, а во текот на денот претежно сончево време со локална облачност, ветровито и топло. Максималните дневни температури утре во Македонија од 24 до 33 степени Целзиусови. УВ индексот со пад на вредноста на 6. Во Охрид во четврток свежо утро, температура од 14 степени. Во текот на денот пак претежно сончево со локална облачност и ветровито време. Максималната дневна температура утре во Охрид 26. Во петок и сабота свежи утро во Охрид со 13 степени утрински температури. Во текот на денот сончево и топло со максимални 26 односно 28 степени. Во недела сончево и потопло време, ќе има пораст на температурите. Утринската 15, дневната 29 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Томи Сенф 189 денари, Томи мајонез 69 денари, чипси 99 денари, храна за мачки Purina One 279 денари, петигре 4 по 100 грама 99 денари, вискас 99 денари, вид крема за депилација 125 денари, Невен крем за лице и тело 119 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме
прегледи и испитување на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземљување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории, изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг, село Оровник. Витаминка, вистинскиот вкус на ова лето. Ново лето, нова доза промоции, забава и највкусни Витаминка производи како дел од летните промоции на Тамаро и Супер Радио. Ова лето, подгответе се за Витаминка Челендж, промоции и презентации пред најголемите Тамаро маркети и секојдневни награди на Супер Радио. И ова лето, Витаминка го носи вистинскиот летен вкус. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Од година во година се помал е бројот на ученици кои се запишуваат во основно и во средно образование. Посебно загрижува малиот број на запишани ученици во новата учебна година во Охридската гимназија, само 91. Советничката Живка Ангеловска на вчерашната седница на Советот побара од советниците да се изработи една сеопфатна анализа и да се изнајдат апарати и мерки за да се спречи оваа појава. Таа посочи дека се сомнева од иселувањето на младите и изборот на дуалното образование се единствените причини за ваквата поразителна состојба со бројот на запишани ученици во гимназијата во прва година. Председателот на Советот Сашо Донев кажа дека во Охридската гимназија во тек се серија инфраструктурни зафати кои ќе ја направат оваа установа попривлечна за средношколците. Некогаш најрепрезентативната средношколска установа, Средното општинско училиште Свети Климент Охридски или популарно познатата Охридска гимназија, новата учебна година ќе ја започне со само 91 ученик во прва година, или само 7 нови паралелки со по 13 ученици. На вчерашната седница на Советот на општина Охрид, советничката Живка Ангеловска посочи дека оваа појава е пораз за целата заедница. Предложи да се направи една сеопфатна анализа и да се изнајдат апарати и мерки за да се спречи овај поразителен тренд. Овој податок е навистина поразителен не само за гимназијата, зборувам општо, поразителен за сите нас како охриѓани. Најголем дел од нас овде сме ученици од Охридската гимназија и многу јасно се сеќавам уште во студентските денови како реагираа универзитетските професори кога ќе кажевме од каде доаѓаме, бевме особено респектирани, меѓутоа и од нас многу се бараше. Должност на сите нас е да размислиме и да преземеме мерки, секој во рамките на своите ингеренции, за јакнење на реномето, на авторитетот, но и за продолжување на традицијата на Охридската гимназија. Сметам дека треба да се изготви една сеопфатна анализа, која што низ години ќе утврди кои се фактори придонеле за да се стигне до кулминација, до најмалку запишани ученици во прва година во Општинската гимназија. Дали само иселувањето и дуалното образование се причината или има и други фактори, да се мапираат сите фактори во кој домен влијаат за состојбата во која што се наоѓа гимназијата и да се преземат мерки како би можело да се подобри самата ситуација.
Председателот на Советот Сашо Донев кажа дека во Охридската гимназија во тек се серија инфраструктурни зафати кои ќе ја направат оваа установа попривлечна за средношколците. Донев побара да се тргне политиката од образованието и обвини дека неодамнешните критики и фотографии на социјалните мрежи направени од членови на младината на СДСМ во Охрид дополнително придонесуваат младите да се посомневаат во изборот. Охридската гимназија да биде установата каде ќе го продолжат средното образование. Ке треба сите, партија и политика да тргнеме настрана од основно и средно образование. Кога има некој проект да го поздравиме, не да го критикуваме за теснопартиски интереси, бидејќи читајќи ги коментарите на истата објава на Facebook, граѓаните точно знаат и можат да перцепираат што е добро и што е лошо за градот. Затоа како политички партии, како советници, да се погрижиме да обезбедиме што е можно повеќе средства, да создадеме што е можно подобри услови, за да наместо 90 ученици има повеќе запишани во следната година. Од сферата на образованието на вчерашната седница на Совет стана збори за извештаите за работата и материјално-финансиското работење на основните и средните образовни установи во градот. Министерството за образование и наука, кажа советничката од СДСМ Живка Ангеловска, изготвило правилници како треба да изгледаат овие извештаи, но и покрај тоа постојат училишта во градов каде на пример воннаставните активности се наведени во програмата за работа, но не и во програмата за изведување училишни екскурзии и обратно. Таа побара од секторот за образование при локалната самоуправа да обрне повеќе внимание на содржината на извештаите. Министерството за труд и социјална политика ги известува пензионерите дека пензиите ќе продолжат да се исплаќаат редовно, на први во месецот. Од Министерството информираат дека со исплатата на пензијата за месец август се враќа редовниот начин на исплата. Наместо предвремената исплата на пензијата, која беше воведена поради пандемијата на коронавирусот во државава. За време на траењето на пандемијата во соработка со деловните банки се вршеше предвремена етапна исплата на пензиите во 4 групи, како дел од препораките и мерките за спречување и ширење на вирусот кај пензионерите. Поради завршување на пандемијата, деловните банки преку Македонска банкарска асоциација ја прекинуваат досегашната пракса за предвремено исплаќање на пензиите, со тоа што пензиите ќе се исплаќаат на први во месецот директно од буџетот на државата. И хотелиерите бараат субвенции за странските и за домашните гости. На денешната средба со министерот за економија Бектеши, Хотам побара измени во правилникот за субвенции и поддршка за хотелскиот сектор. Покрај туроператорите, субвенции да добиваат и хотелиерите. Ова беше заклучокот на денешната средба на министерот за економија Крешник Бектеши со хотелската асоциација Хотам. Се дискутираше и за воведување на субвенции за домашните туристи во одредени периоди од годината. Субвенциите во туризмот се воведени од 2010 година, но потребни се измени во правилникот за бенефит да има целиот туристички сектор. Дел од тие субвенции дадено е предлог да одат и на хотелите, дел да се пренасочи за да ги вклучи исто така и домашни туристи во одредени периоди на годината. Со тие средства би ги употребиле и за коригирање на плати, коригирање на подобрување на услови за пречекување на овие гости и подобрување општо на сите услови кои треба да се пружат. Министерот за економија најави поддршка за туризмот и преку воведување на грантови за инвестиции во хотелскиот сектор. Една од можностите е да се вклучи и секторот угостителство и хотелиерство како директна поддршка во вид на грантови во дополнителни инвестиции, во подобрување на услови и слично, а секако дека како поддршка би можело да биде и со измена и дополнување на постоечкиот правилник за субвенционирање, каде што еден дел од средствата кои се делат од страна на владините институции да остане директно кај хотелиерите. И Хотам и министерот за економија се сложни дека годинава има пораст на бројот на странски туристи и се испишува уште една успешна туристичка сезона. Според статистичките податоци во првите 6 месеци од годинава забележителен е раст од 40% на бројот на странски туристи во земјава. Од јавното предпријатие Водовод од Охрид информираат дека поради приклучување на новата водоводна линија од гимназијата Свети Климент Охридски
во градската водоводна мрежа. Утре, 31 август, од 8 часот, неколку часа без вода, ќе бидат корисниците од централното подрачје и стариот дел на градот. Прекинот во водоснабдувањето ќе биде на следните улици: Димитар Влахов, Партизанска, Славеј Планина, дел од булеварот Туристичка, на потегот од гимназијата до бензинската пумпа Мак Петрол, дел од Јане Сандански, на потегот од гимназијата до Кејот Кеј Македонија, Цар Самуил, Самуилова, Коста Абраш, Клименска, Свети Климент Охридски, Аргир Маринчев, 11 октомври, Борошајн, Бранко Шотра, Димче Маленко и дел од улицата Илинденска. Формирана комисија за бранителите по барање на левица. Комисијата има за цел утврдување на бројот на бранителите и ослободување од плаќањата по разни основи на територијата на општина Охрид. Од левица се надеваат дека со овој чекор ќе се исправи неправдата која 20 години им ја нанесува државата на оние кои не жалејќи застанаа во одбрана на суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија. По иницијатива на партијата Левица од Охрид на 22 август јавно упатените барања до градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков што поскоро да биде формирана комисија за утврдување на бројот на бранителите во општина Охрид, од општината донесоа решение за формирање на комисијата. На 28 април советникот на Левица Виолета Аврамовска до Советот на општината Охрид поднесе иницијатива со која се бара ослободување од плаќање надомест на посета на јавни установи, детски градинки на територијата на општина Охрид, ослободување од месечен надоместок за топол оброк, целодневна настава и престој во општинските основни училишта на територијата на општина Охрид, ослободување од плаќање надомест за ужина и екскурзии во општинските училишта на територијата на општина Охрид и ослободување од сите видови давачки кон општина Охрид за делот кој се уплаќа на сметка на општината. Со ова иницијатива на Левица се овозможува да се исправи неправдата која 20 години им ја нанесува државата на оние кои не жалејќи застанаа во одбраната на суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија, стои во соопштението од оваа партија. Утре започнува првиот Охридски џез фестивал. Фестивалот ќе се реализира во целосна организација на општина Охрид. На 31 август ќе настапат Горан Папас и ансамблот Билјана, а гости ќе бидат Танче Гроздановски и Радко Даутовски. На 1 септември ќе настапи Џон Илија Апелгрин квартет. Најавените содржини ќе се одржуваат во предворието на црквата Света Софија, со почеток во 20 часот и 30 минути, а влезот ќе биде слободен. 50 села, 50 приказни, проект за развој на неколку форми на туризам преку кој владата ќе се обиде да ги привлече македонските граѓани кои емигрирале во странство да инвестираат во руралниот туризам во своите родни села и на тој начин да се намали иселувањето на младите и да се креираат зелени работни места. Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои информацијата за формирање работна група за реализација на проектот 50 села 50 приказни и донесе решение за формирање работна група. Проектот има за цел интегриран рурален развој, ги таргетира селата со потенцијал на агротуризам, рурален туризам, социоекономски развој и културно наследство. А очекувањата од проектот се зголемен број туристи, ревитализација на туристичката инфраструктура во руралните средини, зголемен број туристички инвестиции во руралните подрачја, промоција на алтернативните форми на туризам како агротуризам, авантуристички туризам, гастротуризам, етнотуризам, екотуризам, ловен туризам и слично, и намалување на иселувањата од овие рурални места. Проектот, како што е објаснет од предлагачот, заменикот на председателот на влада задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, има 3 развојни компоненти. Фокус кон подобрување на јавната инфраструктура и економски развој преку подобрување на туристичкиот потенцијал во руралните средини, поддршка за локалните производи и услуги, локални саеми, создавање повеќе работни места и развој на човечкиот и социјалниот капитал преку поддршка на рурални мрежи, граѓанско општество, обука на население за локални водичи, заштита на културното наследство, обичаите и традициите и руралното живење. Главна цел е заинтересирано за развој на туризмот во државата, како и привлекување македонски граѓани кои емигрирале во странство да инвестираат во руралниот туризам во своите родни села и на тој начин да се намали иселувањето на младите и да се креираат зелени работни места. Временската рамка на проектот е 4 години, почнувајќи од оваа година до 2026 година.
Од јавното предпријатие Охридски комуналец информираат дека со првата сабота од месец септември започнуваат реализирање на есенскиот циклус на акции за подигнување кабаст и зелен отпад на територијата на општина Охрид. Првата сабота, односно на 2 септември, ќе се организира акција за подигнување кабаст отпад од урбана заедница Стар град. Граѓаните кои живеат во овој дел од градот, доколку имаат ваков отпад, стар мебел, душеци, телевизори, шпорети, теписони и друго, уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот во сабота, а предходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075 495 428, кој функционира секој ден во неделата во периодот од 7 до 21 часот. Кабастиот отпад треба да е уредно оставен до контейнерите или други пристапни места предвидени за подигнување комунален отпад, посочуваат од предпријатието. Следуваат вестите од светот. Пожарот во Еврос на северот на Грција е најголемиот пожар во земјите на Европската Унија во последните неколку децении. Изгореа 808,7 квадратни километри, соопшти Европската агенција за вонредни состојби Коперник. Тоа е површина поголема од Њујорк, кој зафаќа 778,2 квадратни километри. Пожарот избувна во близина на градот Александрополис и брзо се прошири во областа Еврос, каде минатата недела загинаа најмалку 20 лица. Од 20 август ЕУ испрати во Грција 11 противпожарни авиони и 1 хеликоптер, 407 пожарникари и 62 противпожарни возила. Полицијата во северниот тексашки град Ален во понеделникот пронајде 4 лица мртви во, како што велат и следниците, очигледно убиство-самоубиство. Полицијата била повикана во домот во 8 часот и 45 минути откако жител се јавил на 911 и рекол дека вратата била заклучена околу 2 часа, а другите членови на семејството не реагирале на повици да ја отворат. Полицајците влегле во куќата и пронашле 4 мртви лица. Полицијата соопшти дека случајот е очигледно убиство-самоубиство, но тие веднаш не ги објавија имињата или возраста на некој од загинатите, ниту пак дадоа дополнителни детали за тоа што се случило. Ален се најде во центарот на вниманието на јавноста на почетокот на мај по пукањето во кој загинаа 8 лица, а 7 беа ранети кога напаѓач отвори оган во трговски центар. Напаѓачот беше убиен во пресметка со полицијата. Група високи воени офицери на Габон се појавија на националната телевизија на африканската земја соопштувајќи дека ја презеле власта во државата, пренесуваат светските медиуми. Офицерите, како што пишува Guardian, изјавиле дека неодамнешните општи избори во земјата според нив немаат кредибилитет, истовремено тврдејќи дека ги представуваат сите безбедносни и одбранбени сили на Габон. Обидот за воен удар доаѓа откако утрово Габонскиот изборен центар соопшти дека актуелниот председател Али Бонго освоил трет мандат на председателските избори со 64,2% од гласовите. Опозицијата ги оспори ваквите резултати, прогласувајќи ги за фалсификат. Офицерите, како што пишува Guardian, изјавиле дека неодамнешните општи избори во земјата немаат кредибилитет, истовремено тврдејќи дека ги представуваат сите безбедносни и одбранбени сили на Габон. Во 2016 година зградата на парламентот во Габон беше запалена откако избија насилни улични протести против спорниот реизбор на Бонго за неговиот втор мандат. Владата тогаш го исклучи пристапот до интернет на неколку дена. Тајфунот Саола денес го погоди јужниот дел на Тајван носејќи силен дожд, иако не се очекува директно да дојде на копното. Тајван издаде предупредувања за тајфунот на копно и на море, а фериботите и летовите до неколку острови и југоисточниот град Тајтунг се откажани. Најобилниот дожд се предвидува да падне во планинските региони на округот Пингтунг на крајниот југ, каде што наставата и работата денес беа прекинати во некои општини, како и на источниот брег на Тајван. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте и пријатно.